Голем број поддржувачи на Џими Лај пред судот во Хонг Конг. Продемократскиот издавач треба да ја заврши својата година како што ја започна, да присуствува на рочишта за судење што на крајот може да доведе до казна до животен затвор. Судењето од висок профил на основачот на весникот Apple Daily, според Законот за национална безбедност на Хонг Конг, се одвива во услови на долгогодишен пад на слободата на печатот во градот, велат експертите. Во 4 години откако Лај беше приведен, неговиот син Себастиен го обиколи светот за да побара помош во име на неговиот татко. Неговото здравје се влоши многу, како што можете да очекувате кога ќе ставите 77 годишен човек во самица 4 години. Но неговиот дух се држи силно, неговиот ум се држи силно. Странските влади, вклучително и САД, како и Обединетото кралство, повикаа на итно ослободување на Лај. Обединетите нации го нарекоа неговото притворање произволно и незаконско. Меѓународниот правен тим на Лај вели дека случајот го нагласува падот на слободата на печатот и пошироките граѓански слободи во Хонг Конг. Хонг Конг стана место каде што ако носите погрешна мајца или пеете погрешна песна, или ако имате весник во кој пишува работи што на луѓето не им се допаѓаат, или пак ако се осмелувате да ги остварите вашите меѓународно заштитени политички права со организирање на прелиминарни избори, можете да се најдете во затвор. Масовните продемократски протести во 2019 година го поттикнаа Пекинг да го наметне Законот за национална безбедност на Хонг Конг во 2020 година, велики дека е потребен за промовирање на стабилноста. Хонг Конг оваа година го усвои членот 23, Закон за бунт и предавство, за кој експертите предупредуваат дека најверојатно дополнително ќе ја влоши слободата на печатот и другите граѓански слободи. Пекинг навистина е решен да употреби се што е во негова моќ за да ги потисне слободите во Хонг Конг. Од друга страна, мислам дека тоа зборува за несигурноста на владата на Пекинг и Хонг Конг, бидејќи тие чувствуваат потреба да го направат тоа. Експертите велат дека законот имал застрашувачки ефекти при што Хонг Конг паднал за повеќе од 60 места на индексот на слобода на печатот од 2019 година. Лај не е единствениот на судење оваа година. Двајца уредници на Stand News беа осудени на затворска казна во септември под обвинение за бунт. Властите во 2021 година извршија рација во нивното место, кој подоцна да се затвори. Тоа навистина зборува за нивото на репресија на слободата на печатот во Хонг Конг. Мислам дека навистина е многу страшно за сите медиумски агенции што се уште работат во Хонг Конг. Официјални лица од Хонг Конг негираа дека судењето на Лај е неправедно, но со судските случаи и новите закони експертите за права не се оптимисти за тоа што ќе значи 2025 година за слободата на печатот во Хонг Конг. Ќе видиме дали ќе може да продолжат да ги прават истите приказни како што се сега, дури и во ограничените граници. Замолчувањето на ваквите медиуми го означува губењето на поранешниот идентитет на Хонг Конг како бастион на слободата на медиумите во Азија, велат локалните активисти.